Производителите на вишни на голема мака се помалку има кој да им го бере и обработува родот. Од година во година, компаниите мака мачат да ангажираат сезонски работници, а најизразен проблемот бил оваа година. Токму поради ова, производителите веќе размислуваат човечките раце да ги заменат со машини. Веќе од наредниот оглас, јавен повик на ИПАРТ, кој го очекуваме да се случи на есен, планираме да аплицираме за набавка на 2 комбајни модерни за берба на виштови насади. Веќе ги подготвуваме плантажите, ги правиме припремите да бидат адекватни за таква берба. Се надеваме дека со таа апликација ќе стигнеме до наредното лето. Сепак ова проблемот со сезонски работници само ќе го ублажи, но не значи и дека трајно ќе го реши. Има плантажи кои што се така направени, на кои што не е изводливо берба машинска, комбајнска, пред се поради конфигурација на теренот, кај што се стрмни површините, има и сами стебла кои што се така оформени, кои што нема да поднесат машинска берба, што значи дека сепак пак ќе бидеме зависни од сезонската работна сила. Во меѓувреме, за родот да се собере и обработи, производителите ангажираат помлади работници. Втора година доваѓам, оваа година сум моторант, убава е работата. А јас работам во пакувална, ги ставаме кутиите на палети, се носат во замрзнувач. Токму како Андреј се поголемиот број на сезонски работници, зашто многу мал дел од жителите се нафаќаат да работат само 30 до 40 дена во годината. Ова, според бизнисмените, е резултат на лошата законска регулатива. Не е до крај доречен законот, нема некои олеснувања, некои повластици од аспект на регулатива да имаме полесно ангажирање на студенти и на работници, на студенти и на средношколци. Туку иста е постапката и за нив. Значи мора да се пријавуваат во агенцијата за вработување, мораме редовно да ги вработуваме, кое што носи одредени проблеми. Освен во Штипско, проблемот со недостиг на сезонски работници го имаат и сопствениците на плантажи со вишни во Пијанец и Малеш, зашто наместо на нашите, жителите на крајниот исток го берат родот во европските земји.